Ниту една фирма од ТИР зоната во Штип нема склучено договор со штипските средни стручни училишта за практична настава на учениците. Иако интересот за дуалното образование е на завидно ниво, сепак најголемиот проблем е што нема повратен позитивен одговор од бизнис секторот. На пракса се оди само кај локални бизнис фирми или државни институции кои бараат ограничен број на ученици. Бидејќи бројот на ученици кои што треба да биде ангажиран во дуално образование е поголем и одредени компании кои што прифаќаат ученици, прифаќаат со ограничен број. Значи ги распоредуваат по да речеме десетина ученици во една компанија, десетина во друга компанија. Има интерес за дуалното, меѓутоа не може да се спроведе поради немање одговор од другата страна, од страната на бизнес заедницата. Например, сега би можеле да кажеме дека еве во ТИР зоната немаме компанија која што би прифатила ученици кои што ќе бидат вклучени во практична работа. Соработката со ТИР зоната во овој момент ни е на едно слабо ниво и се обидуваме преку помош и соработка со МОН да се пробие таа бариера и во иднина и ТИР зоната да прима наши ученици. Соработката, како што реков, е неопходна бидејќи ние учиме средно стручно, меѓутоа теоријата без практична работа е невозможна и имаме повеќе форми и облици во кои што може таа практична настава да се реализира. Еве не е само дуалното образование, туку е самиот предмет учење преку работа кај работодавач. Во летниот период има феријална пракса, а знаеме дека нашето Министерство за образование и наука во последните години и текако вложува големи напори во развојот на стручното образование, бидејќи знаеме дека се е техника, се е наука и ако сакаме да оди напред нашата индустрија и општеството, ние мораме да ја продлабочиме соработката со компаниите. Во средното медицинско училиште пак има 8 дуални паралелки од вкупно 28. Таму соработка има во делот на државните институции, односно учениците одат на пракса во Штипската клиничка болница и здравствениот дом Панче Караѓозов. Би сакала да истакнам дека со новиот закон за средно стручно образование е предвидено да компаниите, приватните компании исплаќаат финансиски надомест за учениците кои се вклучени во дуалното образование и еве овој социјален диалог би сакала да биде една средба од која ќе произлезе заклучок колку и покрај тоа што Министерството го истакнува и го промовира стручното образование, од оваа средба денес да излезе заклучок како работодавачите да се мотивираат да вклучат што е можно поголем број ученици за практична обука. Целта на дуалното образование е учениците додека изучуваат теорија да имаат и практична настава. Дополнително средношколците од дуалните паралелки земаат финансиска поддршка од страна на Министерството за образование и наука во висина од 3500 денари месечно. Учениците се стекнуваат со посебни квалификации и знаења каде што можат во иднина да бидат корисни на пазарот на трудот во нашиот град. Со цел да се подобри соработката меѓу средните стручни училишта во Штип и бизнис секторот, денеска се оствари средба во општината.